за 57 милиони американски долари. Екзотични животни, значи веќе очекувате нешто особено во студиото и секако повторно една рубрика која што ќе не следи од емисија во емисија. Наш соработник со години наназад, па и повторно и понатаму најдобриот, Воја Иванов. Здраво, Воја. Каде да ти кликнам лайк за джинглот? Може на Facebook. Одличен беше джинглот, уживавме, нели? Да, добар ден за тебе. Прв пат на оваа фреквенција да ти посакам се најубаво, да направиме многу квалитетна програма и да направиме убави гостувања, да донесеме интересни, необични, екзотични животни. Знаеш, многу ме се прашуваат какви се оние луѓе кои што чуваат ваков тип на животни. Или ти ме поправи кога се договаравме да донесам животно или како ми рече рептил. Да донесам некој рептилот, што е, знаеш? Да. Ме збуни малку. Дали да донесам некој екзотично животно, мислев на нешто општо или можеби некој рептил по кој што најчесто луѓето ме знаат. Ако треба да дадеме некакво превју на целиот разговор, позната е склоноста на луѓето да чуваат нешто необично или екзотично, уште од многу одавна. Дури и нашиот Александар Македонски бил еден од тие кои што бил фанатици на сето она екзотично, странно, непознато за тукашното население и секогаш при своите походи тој со себе понесувал многу типови на змии особено, но и птици. Тој бил и првиот кој што во Европа донел пауни, нели? Па подоцна веќе и дури и на самите мозаици во црквите се пауните кои што всушност се птици од Индија или од Азија каде тој првично стигнал и од тамо ги донел овие божествени птици. Дури стои во светската литература дека Александар Македонски големиот е веројатно и првиот кој што во Европа донел таков тип на екзотични животни и правел такви мали свои градини, нели, каде носел и растенија, но и животни. Така што уживал во нивната убавина. И уживал во нивната убавина, да. Но веројатно и тоа се почетоците на зоолошки градини, чување на таков тип на екзотични животни, но пред се тој ја имал пасијата да ги чува и да ги размножува. И желбата да имаме дел од природата блиска до нас. Да, дел од екзотичната природа, но е да ја имаме по дома. Веројатно мојата потреба или желба да сум во контакт со рептилите или со диносаурусите, оние кои што се исчезнати, тука ја наоѓам онаа конекција. Веројатно змиите, гуштерите, крокодилите, желките се мојата пасија или сличноста која ја најдов со она што веќе го немаме. Но извънредно ги познаваш. А веќе со сите овие години верувам дека нема работа која што за нив не ја знаеш. За денеска ни донесе змија. Да. Ќе ни ја представиш и може слободно да извадиш од ова така наречено импровизирано транспортирче за змии, така? Па да, значи одбравме едно интересно необично животинче. Во последно време доста се актуелни и популарни змии од самиот факт дека се многу практични за сите оние, поточно за сите нас помладите кои што сме, да речеме, доста и зафатени. Во последно време немаме многу време за себе, а камоли и за нашите миленици. Веројатно змијата доаѓа како еден најпрактичен миленик или урбан миленик во последно време. Се работи за еден убав представник на фамилијата боа или виножито, Rainbow boa. А зошто виножито? Да, па самото име всушност до некаде ја опишува. Можеби во моментов и не толку, бидејќи е сепак бебе. Оваа шара на осмици по робетот понатаму модифицира или се менува во цигла црвена боја, која што на фино осветлување или поточно на сонце добива навистина еден виножито прелив. Можеби со рефлекторите ќе го постигнеме ефектот, па ќе се примети токму тоа. Затоа ја нарекме виножито, да. Затоа што буквално може од виолетово, сино, зелено, сите тие нијанси да се видат на прелив или на менување, на движење на самото животно. Сега интересно што ова е баш млад представник, се уште е баш бебе, можам да речам, има некои 30 на веројатно сантиметри во моментот, а расте некаде до 2 метри. Сега тоа звучи малце страшно и големо можеби, но па и не е толку ако се земе предвид дека тоа е една од помалите димензии на змии кои што може да се чуваат во заробеништво. Сепак припаѓа на фамилијата констриктори или змии кои што доаѓаат до својата жртва со констрикт, или со стискање или со давање на жртвата, што значи дека не е отровна, не би ракувал вака отровница. Дали ова мала змија во моментот по возраст
Или ова е големината која што ја достигнува? Да, значи реков, ова е баш бебенце. Максималната димензија ќе достигне сигурно некаде околу втората година, кога ќе направи некаде 2 метри должина, некаде 2,20 е веќе максималната И каде ќе форма живее на тогаш? ова змија. Сега во тој случај би требало да имаме малку поголем терариум, некаде сигурно 1 метар би требало да е долг терариумот, што значи ако е змијата 2 метри, не мора да имаме 5 метри терариум, сепак живеалиштето далеко помало, бидејќи како животно не е тип на миленик кој што бара некој голем простор за движење, доволно е од време на време да ја извадиме малку од терариумот како би се раздвижила, но во принцип не е животно кое бара многу движење. А добро ме интересира како човекот може да се сближи со една змија. Дали змијата има некакво чувство во себе да го препозна оно што ја храни и чува? Знаеш како, многу луѓе многу често ме прашуваат тоа. Сега дали оваа змија не ме препознава, не ме препознава. Не. Значи тие реагираат инстинктивно, не емотивно. Тоа е разликата. Доколку кучето ви се израдува, доколку кучето ви се израдува на вашето враќање од работа, сигурно змијата нема да мафта со опашот ако ве види после вашето работно време, што значи дека ова затоа и велиме екзотично, затоа не е секојдневно, затоа што ретко кој сака таков тип на миленик, но од друга страна ако погледнеме и рибите не се животни кои што можеби емотивно некако може да не задоволат или да ни покажат. Ама уживаме во клетката, да, уживаме и кај змиите и кај рептилите, значи апсолутно тука не се согласувам. Постојат луѓе кои што уживаат во тоа како еден рептил изгледа, како се движи можеби, значи таа нема нозе, а може да се движи и побрзо од нас. Нема раце, може да го фати пленот. Или сето тоа нас херпетолозите или терористите, не терористите, терористите. Значи сакаме да кажеме дека и тоа може да биде еден интересен миленик, можеби миленик и не во буквална смисла на зборот да ја милуваме или да ја стиснеме нели како куче кога ќе се вратиме во дома, но во секој случај може да биде една права екзотика по дома. Пак велам, не очекувам секој да ги сака, јас сум тука да им помогнам на луѓето како да ги протолкуваат полесно. И преку емисијата да многу повеќе осознаат за овие животни. Да, се надевам дека некој ќе ги одбере, да. Условите, кога се хранат, како се хранат, топлината. Знам дека одредени змии навистина бараат известна топлина која што е оптимална за нив. Да, повеќето рептили бараат висока температура и самиот факт дека потекнуваат од географски површини каде е тропска клима, нели каде има високи температури, сето тоа ни кажува дека и во терариумот треба да имаме баш една мала тропска градина адаптирано. Што значи дека некаде идеална би била сигурно 25 до 30 степени Целзиусови, за да нели ова животно може да функционира нормално, за разлика од нас цицачите, тие немаат своја терморегулација и зависат од надворешната, што значи дека ако не ја загреваме, незиниот метаболизам комплетно се ускорува и таа буквално нема да може да ја свари храната. Што значи дека тоа е неопходно за незин живот. Најважно е живеалиштето да биде затоплено, веднаш потоа зависи нели храната, а дури некаде потоа ќе го ставиме и нели просторот или димензијата на самиот терариум. Значи првично е да ја запазиме температурата. Хранењето се одвива еднаш седмично, значи се работи за храна од глодари или птици, значи лабораториски глувчиња или можеби понатаму оние мали подполошки кои што ги користиме. Тоа ми е страшниот момент. Да, како да го дадеш сега тоа мало глувче да го изеде змијата? Ја така се развестам. Да, мислам. Затоа кажам, не е за секого. И нашите кучиња не јадат мандарини, значи јадат брикетирана храна која е не исто, нема се телево топчиња или пилево топчиња. Јајте сме познати по тоа. Мелита versus Боја. Ти должам за нешто со змиите врзано. Да, добро. Една прилика Боја ми каже, јас едам во друштво на 2 змии, јас сум мачка, не сум змија. Да, тука одма имавме конфликт. Не, но како и да е, тоа е една од суровите вистини за рептилите. Мислам сепак се предатори, нели, но воедно и мачките се предатори, и кучињата се исто до некаде се и омнивори, но тоа е природниот синџир на исхрана, но е сега доброто или урбаната варијанта е што истите овие животни или